Почитувани гледачи, вие следите програмата на канал ВИС. Во наредневе минути збор 2 и ќе разговараме за новитетите кои што ги нуди царинската управа во интерес на реалниот сектор од нашава земја и економските оператори. Наши ваш гостин е првиот човек на царинската управа, Ѓоко Танасовски. Господин Танасовски, јас ви благодарам што се одзовте на поканата да бидете дел од оваа емисија за да може да ги информираме економските оператори за она што е актуелно и што доаѓа од царинската управа на Република Македонија. Добар ден. Јас најпрво би сакал да ви заблагодарам за поканата да учествувам во оваа емисија и би сакал да ги поздравам гледачите на ВИС телевизија, ТВ канал. Господин Танасовски, го промовирате концептот овластен економски оператор. Неодамна имавте презентација во Скопје, а сега и во Струмица. Што всушност значи концептот овластен економски оператор и дали овој систем или концепт, статус е во функција на реалниот сектор? Ние, како Царинска управа на Република Македонија, представуваме институција која ќе биде под скрининг и која ќе има посебно поглавје кое што ќе се отвори, тоа е поглавјето 29 во контекст на почетокот на преговори со Европската унија. Како би биле поуспешни, ние мораме да се прилагодуваме и да го усогласуваме нашето царинско законодавство со законодавството во Европската унија. Едно од усогласувањата е баш и тој концепт на овластен економски оператор. Неодамна Царинската управа го изврши измена на Царинскиот закон, во кој што се подготви основата за легислативно регулирање на концептот на овластен економски оператор. Со овај концепт се овозможува да компаниите кои што се во Македонија, а го поседуваат овај статус на овластен економски оператор, да бидат третирани како домашни компании и во Македонија и во подрачјето на ЦЕФТА регионот, како во прва фаза, за да во втора фаза сето тоа прерасне во признавање на статусите на овластен економски оператор во Европската унија и во светот. Она што најповеќе ќе значи за компаниите, тоа е приоритетен третман при извршувањето на царинските контроли, можност за избор на местото на контрола и една низа на други поволности кои што ќе донесат до намалување на трошоците на самите компании и од друга страна зголемувањето на конкурентноста на истите при настапување на пазарот првично во ЦЕФТА, а согласно на тоа потоа и во Европската унија. Така да овој концепт на овластен економски оператор јас би го нарекол почеток на усогласување на работата на македонските компании со она што ги очекува при нашето зачленување во Европската унија. Тој концепт представува еден вид на марка за квалитет кој што ја гарантира доверливоста и сигурноста на самите компании, како према царинскиот орган, така и во нивното работење. И секако кога одредени компании, клиенти, економски оператори од Европската унија го видат дека компанијата го поседува овој статус, ќе бидат сигурни дека се работи за компанија која работи согласно со царинските закони и согласно сите други безбедносни и сигурносни легислативни потреби кои ги има во Македонија и во Европската унија. Го спомнавте, директоре, поглавието 29 каде што сте по скрининг на Европската унија со оглед дека сме во очекување на предпристапните преговори со нив. Често пати мораме да признаеме дека Царинската управа го бие статус или глас дека е институција каде што има мито и корупција, каде што премногу се чека за царинење на граничните премини. Дали се обидувате да ги смените нештата и да ја вратите довербата кај економските оператори? Почетокот на промовирање на концептот на овластен економски оператор се одвива заедно во соработка со USAID, односно со нивниот проект за регионален економски раст. До сега ова е веќе втора работилница која се одвива на оваа тема и би можел да кажам дека интересот е доста голем. Компаниите се заинтересирани за овај статус на овластен економски оператор, бидејќи на тие работилници ние им ги представуваме кои се предизвиците
кои не чекаат нас како Република Македонија при зачленувањето во Европската Унија. Овај статус е еден од основните со кои треба да се здобијат како би биле поконкурентни и би имале поголема можност за пристап на пазарите на Европската Унија. Во однос на бирократијата и сите тие како делува овај концепт, секако дека има пополнување на прашалник и сите оние неопходни работи кои треба да се извршат за да се задоволи процедурата за добивање на статусот на овластен економски оператор, бидејќи треба да имаме на ум дека ние се усогласуваме со европското законодавство. Ова не е потреба на македонското законодавство. Ние сега се усогласивме и за да самите фирми ги намалат своите трошоци, ја зголемат својата конкурентност и автоматски им се овозможува поголем пристап до пазарите на Европската Унија, затоа ние како Царинска управа решивме да преземеме иницијатива и да почнеме да го промовираме овај статус како би ги прилагодиле самите компании на условите кои ги чекаат по нашето зачленување во Европската Унија. Тука би сакал да истакнам дека веќе во наредниот период во теке пилот проект со Молдавија и со Србија околу начинот на валидација, односно околу начинот на меѓусебно признавање и прифаќање на овластен економски оператор, со што ќе добиеме многу поконкретни резултати во контекст на процедурата и како се здобива со тој статус. Бидејќи би напоменал во Молдавија веќе имаме 120 компании кои го имаат овој статус. Во Србија сигурно има над 10. Така да кај нас одредени компании по самата презентација, првата презентација која имавме во Скопје, веќе пројавија интерес, подигнаја материјали и се во процес на исполнување на процедурите и потребите кои се согласно процедурата за здобивање на статусот на овластен економски оператор. Предпоставам дека овој концепт им годи на извозно ориентираните компании, оние кои што се занимаваат со производство, трговија, шпедитерски услуги. Конкретно, овластен економски оператор може да биде секој. Компанија, шпедитер, увозник, извозник, буквално секој кој сака да биде на европскиот пазар. Овој статус представува марка за квалитет и јас ги охрабрувам сите компании, почнувајќи од двајца, тројца вработени до големите компании со повеќе стотици вработени, да почнат да работат на добивање на овој статус, бидејќи следуваат многу поволности кои ќе имаат голем позитивен импакт врз нивното работење. Господин Атанасовски, го спомнавме поглавието 29, кој што ќе бидете под увид, под скрининг од страна на Европската Унија за и околу работењето на Царинската управа. Рековме, законската легислатива ја усогласуваме со Европската, но сепак мораме да признаеме дека ова институција ја бие глас како за неажурна, дека многу често се чека за царинење, па и дека е локација за мито и корупција. Работите ли на отстранување на ваквиот епитет кој што го има Царинската управа и царинарниците, односно царинските работници? Ево ќе бидам искрен и ќе кажам дека со денот на моето доаѓање како директор на Царинската управа многу ме погоди фактот дека одредени, дури и вработени во самата царинска служба, ме пречекаа дека доаѓаме баш во служба која што е многу податлива за корупцијски действија и сите други дејности. Јас ги презедов сите почетни чекори за елиминирање на таквиот глас кој ја бие Царинската управа и мислам дека успешно чекориме по тој пат, бидејќи со сите испитувања на јавното мислење, веќе перцепцијата за самата Царинска управа, конкретно Стопанската комора на Република Македонија направи испитување во кое што веќе се покажа дека се менува перцепцијата и угледот на Царинската управа. Во однос на спречување баш на тие действија, ние го сменивме, воведовме, например, и електронско царинење на возила, во кое што веќе се избегна субјективизмот на самите царински службеници и сите други постапки кои што се во легислативата, предвидени како кај нас, така и во Европската Унија, се трудиме да бидат
унифицирани на целото царинско продрачје на Република Македонија, да се избегне субјективизмот на царинските службеници. Се надевам дека тоа веќе го гледаат економските оператори, а она што не очекува за понатака, секако е усогласување не само, да речам, оперативно со царинските постапки и со процедурите во Европската Унија. Меѓутоа, исто така во подобрување на административните капацитети на самата царинска управа. И на тој план би рекол работиме многу. Тука имаме голема помош од Европската Унија, имаме актуелни проекти кои веќе се одвиваат, со што ги зголемуваме нашите капацитети. Меѓутоа, тука би сакал да напоменам и една друга страна на тоа задржување на камионите и на стоката на самите граници. Имено не секогаш на царинските премини се задржува камионот поради потребата од завршување на царинската контрола. Тука би требало да имате во предвид дека на самата гранична линија надлежност имаат уште 17 други институции во Република Македонија кои на различен начин, дали треба дозвола, дали лиценца, дали одобрение, имаат влијание на должината на царинската процедура. Ние како царинска управа го презедовме раководењето со подгрупите кои се во склоп на Националниот комитет за олеснување на трговија, кој е во надлежност на Министерството за економија и кој почна да работи, и ве уверувам дека во многу брзо време, ево веќе имаме иницијатива преку заедно со Агенцијата за храна и ветерина да одредени дозволи кои што се бараат на самата граница поврзано со храната ќе бидат преместени во внатрешноста на царинското подрачје на Република Македонија. Со што сметаме дека во голема мерка ќе се убрза протокот, односно ќе се допринесе за олеснување на самата трговија и движењето на стоките. Втора работа кој што ја презедовме уште во текот на пролетта и летото, заедно со Бирото за јавна безбедност, потпишавме меморандум со кој што овозможивме приоритетен третман на камионите кои носат жива стока, стока во свежа состојба, АДР стока и сето тоа. Имаме на табанот се две приоритетни ленти по кои се движат камионите и верувајте дека резултатите се многу добри и нивното задржување на тука се секако ги опфаќа и камионите кои што користат NCTS-от, односно новиот транзитен систем, се задржуваат само неколку минути на граничните премини и веќе го продолжуваат својот пат дали кон ЦЕФТА, дали кон Европска Унија. Значи, царинската управа, сакам да ја уверам јавноста, ќе ги преземе сите можни мерки за да го олесни патувањето и на стоката, и на патниците, а од друга страна да овозможиме и партнерски однос со деловната заедница. Значи ли тоа, директоре, дека очекувате позитивна оценка од скринингот на Европската Унија за овој дел? Па јас се надевам дека ќе биде позитивна. Ние веќе работиме на тој план, веќе сме во фаза на формирање на тимовите за преговарање. Имаме добра соработка со царинските администрации на Србија и на Хрватска. Хрватска ни ги отвори комплетно вратите за соработка, за како би изгледале тие преговори, кои се нивните искуства. Истото го имаме и со царинската администрација на Република Србија, така да очекувам многу позитивни резултати, дури и сега во престојниот извештај од Doing Business, што се однесува на прекограничната трговија. Ја спомнувате Европската Унија, како вид на помош добива царинската управа на Република Македонија од Европската Унија? Европската Унија, односно, ајде да речам, делегацијата на Европската Унија во Република Македонија е еден од главните партнери на царинската управа во незиното прилагодување кон законодавството и кон начинот на постапување и работење кон тоа што е во самата Европска Унија. Ние добиваме како царинска управа помош, дали било преку ИПА програми, дали било преку крос-бордер соработка каква што имаме со Грција. Исто така имаме програма, заврши програмата например 2013, сега имаме програма 2020 која што ни овозможува можност за обука на нашите царински службеници и нивните користење на искуствата
и едноставно размена на информации со тие пракси и процедури кои што се одвиваат во Европската Унија. И тука во таа програма веќе имаме ние вклучено и биле на било каква посета, работилница, семинар, преку 250 царински службеници. Би сакал да истегнам дека голем број на закони кои се однесуваат на царинското законодавство се донесени, подготвени и се под мониторинг на Европската Унија. Тука би го рекол законот за акцизи, едноставно престојниот царински закон кој ќе треба да го менуваме, една низа на други упатства кои што се случуваат затоа што имаме конкретна, директна помош од Европската Унија. Она што досега инвестирано во царинската управа е негде апроксимативно околу 18 милиони евра, а во престојниот период не очекуваат уште веќе најавени 6 милиони евра со кои што царинската управа ќе го прилагоди своето и законодавство и подготовка на институционалните капацитети за да можеме да се вклучиме во работата на Царинската Унија во склоп на Европската Унија. Директоре, благодарение на Европската Унија дојде до проширување на граничниот премин Табановце. Дали планирате проширување и на останатите гранични премини во функција на економските оператори? Зборам за Дујран, зборам за Ново село, имајќи во предвид дека и неодамна го промовиравте новиот проект со соседна Србија One Stop Shop. Табановце е многу значаен проект и таму имаше голема инвестиција од страна на Европската Унија, што допринесе за проширување на терминалните капацитети до 4000 метри квадрати е проширен и прилагоден терминалот на Табановце, на увозно-извозниот терминал, и плюс има две коловозни ленти кои што се за излез од Македонија асфалтирани и спремни за да излезат во пресед на потребите на царинската управа и тие дадоа веќе позитивен импакт, како што споменав порано во контекст на тој меморандум и на приоритетен третман на одреден вид на стока и одреден вид на камиони. И она што не очекува тука е она што го рековте, One Stop Shop-от. Тоа ни го, јас би рекол, ајде сега една јавна благодарност до амбасадорот Жбогар и до господинот Бертолини, кои што лично се заложија за да од страна на председателот на Србија се даде согласност да овој проект да почне да се спроведува. Ние очекуваме многу, затоа што со тој One Stop Shop подпомогнати од Европската Унија се коридорот 10 станува повторно актуелен. Значи тука веќе се враќаме на мапата на транспорт за кун Европската Унија. Тука ќе има намалени трошоци, поголема конкурентност на компаниите и сметам дека овој проект за One Stop Shop со Србија ќе даде многу позитивни ефекти во многу кратко време. Истото би го потенцирал и за граничниот премин Ќафас. Таму исто така се одвива на голема инвестициона работа во контекст на градење на нов увозно-извозен терминал на површина од 9500 квадрати и на тој терминал исто така е планирано да имаме One Stop Shop со Република Албанија. Таму сме исто во напредна фаза, веќе имаме формирано работни групи, во фаза сме на очекување на официјална согласност од страна на албанската влада дека сакаат да биде Ќафасан One Stop Shop, што автоматски го покрива и коридорот 8, не само коридорот 10. Така да овие конкретни инвестиции и помош кои ни ги даде преку ИПА програмата Европската Унија се голем поттик за македонската економија. Во однос на она што го спомнавте за Делчево, Ново село, секако дека тука ги имаме во предвид и дека одредени инвестициони циклуси ќе бидат применети и на тој дел и едноставно потреба е и нужност да комплетни сите гранични премини се прилагодат кон она што е потреба на Европска Унија. Бидејќи тука е Бугарија. Тука сме веќе во директен контакт со Европската Унија. Па исто со Грција. Заокружени сме комплетно и тук ние мора да обезбедиме услови да бидеме компатибилни со потребите на Царинската Унија на Европската Унија.
Го спомнавте независниот транзицијски систем како европски проект. Кои се оние бенефити кои што ги добиваат превозниците и извозниците во Република Македонија? Заедничкиот транзитен систем, кој што секако беше финансиран од Европската Унија, представува систем кој нас директно не поврзува со информатичките системи на Европската Унија. Значи, се уште не сме членка на Европската Унија, меѓутоа сме поврзани директно со информатичкиот систем на Европската Унија. И чисто како бројка би напоменал, за да имате представа, овој нов транзитен систем го користат во 2016 го користеа споредбено 2016-2017 три пати повеќе транспортери го користеа во 2017 отколку во 2016. Што значи импактот е голем. Со користењето на овој систем се во голема мера се намалуваат трошоците на компаниите. Зошто тоа го зборувам? Сега е овозможено било која компанија да од било која испостава на царинското подрачје на Република Македонија се отвори транзитна документација и истата биде раздолжена било каде во било која испостава на подрачјето на царинското подрачје на Европската Унија. Со тоа што во сите пропратни земји каде што ќе поминува стоката, нема потреба од извршување на било какви дополнителни царински формалности. Верувам дека ова е голем ветар во грб на македонските компании и на транспортерите. И сите оние испитувања, анкети кои ги имаме, покажуваат дека новиот транзитен систем е баш она потек кој тие го очекува и она што им се излезе во пресрет од наша страна да бидат конкурентни и да едноставно им се биде достапен европскиот пазар. Директорот Анасолски, велите дека се усогласува македонската легислатива, најавивте нови закони со европското законодавство. Сметате ли дека македонските реални компании, односно македонскиот реален сектор е подготвен да ги прифати тие новитети кои што ги носи Царинската управа на Република Македонија? Секако, за да имаме добар однос, партнерски однос, двете страни треба да бидат на исто ниво. Односно, тоа покажува само дека ние како Царинска управа треба да им излеземе на економските оператори и да ги информираме кои се сегашните состојби во македонското законодавство и што не очекува со самото зачленување во Европската Унија. Ние тоа го правиме на различни начини. Дали ќе ги свикаме на состанок во просториите на Царинската управа или одиме директно кај самите економски оператори. Верувајте, за нас е приоритет да го вратиме она што беше во изминатите години изгубено, а тоа е довербата. Нема ништо поскапо од стекнување на доверба. Таа лесно се губи, а тешко се добива. Нашата намера е да ја вратиме таа доверба и да покажеме дека Царинската управа е партнер со деловната заедница. Ние имаме и советодавно тело во кое што се вклучени сите стопански комори и поголемите кластери и групации кои што се засегнати, односно учествуваат на било кој начин во царинските постапки. Редовно почнавме пак да држиме состаници и на тие состаноци ние ги информираме кои се сегашните измени и што е она што треба да очекуваат. Секако земајки во предвид забелешките и отвореноста наша за нивни предлози. Никогаш, ево ќе споменам, например, и при самото сега подготвување на законот за акцизи. Ние влеговме заедно со Министерството во финансии во една процедура на консултација на сите групации на економски оператори кои се засегнати од носењето на тој закон. Имавме во рок од месец дена буквално средби со сите. Ги зедовме нивните предлози, тие што беа можно, секако, бидејќи, пазите, ние се усогласуваме со Европската Унија. Имаме различни потреби и различни можности. Така да ние ги земаме нивните забелешки, ги вградуваме во законските решенија, го ставаме законот на ЕНЕР и потоа пак ги земаме во предвид нивните забелешки, за да на крај, од кога ќе се донесе законското решение, ќе извршиме директна обука
и едноставно промоција на што тоа се нуди, што е тоа позитивно за самите компании, а што нив би ги отворило едноставно према пазарите на Европска Унија. Подготвена ли е царинската управа, но и македонскиот реален сектор да биде дел од големото европско семејство со сите ова новитети кои што ги спомнувавте? Јас сметам дека македонските компании до самиот датум на зачленување во Европската Унија ќе бидат подготвени и ќе можат рамноправно да настапат на тој европски пазар. Зошто ова го зборувам? Имено премиерите на земјите на Западен Балкан подпишаа во Трст еден договор со кој се обврзуваат на воведување на регионална економска зона. Таа регионална економска зона, која е заедничка, е ништо друго туку подготовка на самите компании за настап на европскиот пазар. Обврските од тој договор меѓу кои и ова овластен економски оператор и One Stop Shop, сето тоа, таму има една низа на активности кои се сведени во мултигодишниот акцијски план, кој што, да бидеме искрени, најголем дел ќе падне на грбот на царинската управа, ќе мора да биде спроведен до 2023 како ние, како општество, како реален сектор, и ние самите како царинска управа би биле спремни да влеземе во предизвиците што не очекуваат со самото членство во Европската Унија. Така да јас сум уверен дека македонските компании ќе бидат спремни и ќе можат да одговорат на предизвиците кои не чекаат со нашето зачленување во Европската Унија. Танасковски, јас ви благодарам на интервјуто. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Во изминатите минути разговаравме со првиот човек на царинската управа, Ѓоко Танасовски.